Понеделник, 14 август, кратки вести во 12 часот. Последната информација за тешката сообраќајна незгода на патот Охрид Свети Наум, кога едно возило заврши на покрив, повторно го отвори прашањето за безбедноста на овој патен правец и е меѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите апелираат на почитување на правилата и прилагодување на брзината во сообраќајот. На овој патен правец има бројни хотели и останати сместувачки капацитети и возачите често се исклучуваат од главниот пат кон нив. Бројни гостија преминуваат улицата кон хотелите, кои се од другата страна на улицата. Сето ова во комбинација со традиционалното брзање да се стигне минута побрзо, често непочитување на правилата и брзината на движење прават секојдневно да сме сведоци на поголеми и помали сообраќајни незгоди, кои често резултираат и со повредени граѓани. Министерството за животна средина започна постапка за донесување на нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата, а за 14 и 15 септември во Охрид и Струга се закажани јавните расправи по истиот. Нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата беше објавен на 10 јули годинава, а реобјавувањето е поради настанатите технички промени со веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање. Македонската традиционална теквондо федерација од 18 до 26 август ќе учествува на светското теквондо првенство во Астана, Казахстан. Ќе учествуваат Христијана Парулеска, Давид Крстевски и Елена Јанеска, кои се европски медалисти и најдобри поединци. Според нивниот историјат на успеси можеме да веруваме во нашите надпреварувачи, иако за нив ова е прв настап на светско првенство, вели Маријан Чолазаревски, председател на федерацијата и предводник на нашата репрезентација. Сите членови на нашата екипа имаат антидопинг сертификати што се задолжителни за учество на сите врвни надпреварувања. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен североисточен ветер, УВ индексот ќе биде 8, максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.